Во јужната сојузна држава Мисисипи, очекувањата од второто председателство на Доналд Трамп се измешани. Боби Џо Харел гласала за Трамп. Би сакала да видам дека тој дефинитивно ја презема контролата над границата и нашата ситуација со илегалната имиграција. Јас сум за да му помогнам на секој што можам, особено кога се во прашање децата. Но исто така би сакала да ги видам моите деца и моите внуци да уживаат во Америка, во која јас пораснав. Трансродовото лице, њујоркчанецот Анџело Мајер, е загрижено за иднината за време на администрацијата, која изрази противење на здравствената заштита за промена на полот. Republicans watching need to know. Републиканците што гледаат треба да знаат дека инвестирањето во трансродови деца е исто толку важно како и инвестирањето во нивните сопствени деца, бидејќи ние сме следната генерација што ќе ја води оваа земја и имаме светли идеи, силна иднина. Шон Кушинг сака Трамп да се фокусира на економијата. Само држете се до предизборните ветувања и укинете ги даноците за бакшишот онака како што тој рече дека ќе го направи. Џери Хелтон во Мисисипи се согласува дека економијата е главен приоритет. Би сакала председателот Трамп повторно да може да ги намали трошоците за живот. Уморна сум да живеам од плата до плата. Во Пенсилванија, Самира Шерфауи е загрижена за влијанието на Трамп врз незините репродуктивни и верски права. Мислам дека ги губам женските права. Мислам дека го губам правото на религија затоа што гледам дека тој сака да го истакне само христијанството. Јас верувам дека оваа земја е отворена за секоја религија. Чувствувам дека секој треба да може да учи за религија во училиштата, но не само за една. Во Тексас, поддржувачот на Трамп Рос Барера вели дека бизнес искуството на идниот председател ќе помогне да се поправи земјата. Луѓето се уморни. Она што луѓето го сакаат овде е работа. Сакаат добра економија, сакаат инфлацијата да се намали, сакаат безбедност на границите, тие сакаат нафта и гориво. Најважната работа што Трамп може да ја направи за гласачот од Мисисипи, Јаел Фросто, е да постави јасна агенда. Би сакал тој да биде директен во врска со политиките што ќе ги предложи во земјата, само за да знаеме сите и во Републиканската и во Демократската партија на што треба да се радуваме или да не очекуваме од следните 4 години. Трамп ќе положи заклетва како председател во Вашингтон на 20 јануари.